кулата во Велес е изградена најверојатно во првата половина на 16 век, во времето кога турците го изградиле и новиот мост на Вардар, кој што го викале Јени мост, а кој што ние денеска го викаме Стар мост. Таква иста кула имало и на другата страна на Вардар. Тоа имале функција на кули стражарници или осматратници. Најверојатно во 18 век овие кули, кога го изгубиле првобитната функција, е адаптирана за саат кула. Постојат легенди во врска со овој саат. Според една, звоното за овој саат го донеле аустриските војници кои што надирале и во Аустро-турската војна на Балканот и дошле до Велес. Според друга легенда, која што е најверојатно, тоа звоно го донеле турците, веројатно некаде од север, од некој манастир. Овој саат 58 година се нафанав да го направам, бидејќи децата или после ослободењето го растуриле овој зупшник и овој беа овде кога на крај ги најдов. И работев 21 ден. Децата мои дури доцна на вечер со свеќа ми светеа, така да за 21 ден успеав да го направам и на 1. мај 58 година го пуштив да чука. И од тога и навакај до денеска секи дневно го одржавам, го подмачкувам, го поправам кога ќе се расипе. Порано пред главното реновирање беше апсолутно нечисто овека. Таван немаше, патосот беше на греди, тегови немаше, беа камења. Беше многу тешко да се одржавам и тоа сега е апсолутно поправен и многу лесно се одржава. Иначе, градскиот часовник е тачен, можам да кажам дека со радио време тачно чука.
Саатот датира негде околу 400 години. На звонот има еден надпис. Горе 400 години како датира. Сега и тоа не го знам. Дали е на звоната датото или е на кулава датото. После за време на Турската војна покушале звоната да тига да крадат, не успеале. И за тоа време од ондека од Качи Вардаров кај Јоевци кај куќата звано топчето на копат, тоа е од старо останато. И тоа истото топче го погодило Саатов и на него ондека горе имаше една дупка. И сега тоа поправено, разбира се, задината е таа дупка. И ко символ на градот, сега тоа ви реков, не знам дали датира 400 години на звоната или на кулата. После тоа, од ослободувањето, 8-та бригада која дојде, овде било као центар за нападење. Овде качи Вардар, не само од овде качија, на Вардар имало таму, и ја ги знам, тие две укопани гнезда, германци, кои го стрелаа градов, а исто времено и партизаните од 8-та бригада, ви реков, тука Сокаков служил ко за премис, за префрлување. А исто времено горе ко бункер. 3/4 или 5 колку биле качени, а меѓу ними има 3/4 горе оттепани. И еден од тепаните успеал со прстот од крвта негова да се напише Чаве. Сега како му е името, презиме тоа, главно тоа било Чаве, где се вика он. И што да ви кажам, за секој свешен ден, да го речам тоа на некој митинзи, едно друго, тука имаше порано, сега вие 2-3 години отпадна тие работи. Градот се осветлуе, мислам Саатот го осветлуват со сијалици некои наоколу. Обичаено од Тита слика на платно се става тука и се гордееме, самиот град се гордее со Саатот и тоа не е символ на градот. Повеќе сеќавања навираат во мене за Саат кулата во Тито Велес. И тоа хронолошки не би можел точно да кажам за некои детали во сето тоа, ами и тоа се сеќавам на еден посебен пример како дете во Тито Велес, согледно дека и тука живеам поред Саатот. Јас и моите другари многу одамна како ученици во први клас ѓимназија бевме љубопитни да се качиме во таа кула сала и да видиме што се има во неа, затоа што гледавме од кула Саатот излегува галапчиња и чавки. И така, поведени по таа игра, се качивме горе на Саат кулата, меѓутоа за тоа време Саат кулата не беше како сега што е, затоа што пред известно време го реновираа и едва успеавме да се качиме до горе, до самиот звонарник на Саатот. Таму имаше доста чавки и љубопитството наше не водеше кон седалките, извадивме повеќе јајца од таму, за да можеме вечерта да играеме со ним и да ги пуштаме во џеповите на девојките и да ги кршиме. Тоа беше вака една лудачка, младалачка игра со јајцата. И тоа многу интересантно беше погледот од озгора, од Саат кулата. Велес го гледаш како на длани и светилките кои што беа под нас, ми се чинеше како да живееме и да сме некаде далеку
некаде високо. До тога не сме имали таква можност да од озгора го гледаме Велес, а и Вардар кој што необично ни правеше задоволство преку летото да се бањаме и така натаму. Има и други сеќавања, ми тие сеќавања бледат повеќе со нашето старење и така натака. Повеќе вицови кружат во градот за саатот. И повеќе од тоа нас ни правеше задоволство кога саатот го слушавме како удира, меѓутоа и одзвонува, меѓутоа беше проблем со самото очекување на 6 часот, 18 часот попладне, ние моравме да бидеме дома. И тој беше неверојатно еден така наречен издајник за нас, затоа што мораш да бидеш определено време кога ќе бидеш дома да те чекаат, а саатот ќе те издаде затоа што он ќе го одзвони времето кога треба да дојдеме. Освен за одмерување на времето, во минатото, кога не постоеа сирени, овој саат служеше и за давање знаци за тревога, да речеме кога наидуваше Вардар или кога ти се јавеше пожар. Тоа, тие знаци со долго отчукање на саатот беа знак дека се случува нешто лошо во градот. Кружат повеќе шеги за тој саат. Као ученици ние често пати имавме можности да бидеме на разни собири, како на литературни, така во драмските, на игралиште, во спортот. Меѓутоа, еден од пријателите дојде дома покасно и мајка му, затоа што не беше баш многу добар ученик, го праша колку е часот. Он вели дека е 10 часот. Во тоа време саатот отчукува 1. И она му вели, зашто ме лажеш? Часот е 1. Па вика, ти си толку многу будила, вика, и нулата ли сакаш да ти отчука? Така тоа стана еден многу интересантна шега во Тито Велес меѓу нас другарите и тоа веројатно останува и до ден денеска. Меѓутоа, за сета оваа шега може има и некоја друга вистина, меѓутоа едната од вистините е и воа видување и воа слушање на таа шега во Тито Велес.